Почитувани, добро вечер. Започнуваат вестите на Канал 8. Во собраниска процедура влегуваат измените во Законот за земјоделство со кој треба да се обезбеди намалување на трошоците за производство. Освен зелена нафта на земјоделските производители, треба да им се овозможи поевтина набавка на механизација, а се најавува и исплата на штетите што ги предизвикаа пролетните мразеви. Од почетокот на оваа недела во собраниска процедура влегуваат измените на Законот за земјоделие и рурален развој. Со нив ќе се вклучи и најавуваната мерка за поевтино гориво за земјоделците преку така наречената зелена нафта. Освен ова, ќе се овозможи и полесно купување механизација, за што од Министерството за земјоделство најавуваат оти како мерка ќе биде вклучено во законските измени. Тоа ќе се имплементира, како што го наведовме во законот, преку нови зелени карти кои што ќе ги добијат земјоделците и на кои што ќе имат средства кои што ќе ги користат за поевтина земјоделска механизација. Со тоа драстично ќе бидат намалени во наредниот период производствените трошоци на земјоделците. Мерките се дел од напорите за олеснување на земјоделското производство преку намалување на трошоците, како и за известно подобрување на финансиската состојба во која моментно се наоѓаат земјоделците. Министерот Николовски се пофали и со досегашните активности што ги презело ресорното министерство со кое тој раководи, било постигнато зголемување од 12,7% на платите во секторот за земјоделие. Ова се најнови податоци од денес од Министерството за финансии кои што покажуваат дека платата во овој сектор просечна во минатиот месец јануари 2017 година била 16.700 денари, во истиот месец оваа година тоа е 18.800 денари. Во врска со исплатата на субвенциите, министерот Николовски потенцираше дека се одвива без проблеми и навреме, а во моментот се работело и на постапката за исплата на штетите од студот во текот на оваа пролет. На ниво на држава биле поднесени 16.000 оштетни барања, а проценките на комисиите што направиле увид во состојбата се дека мразот направил оштетување од 50 до 100%. Затоа земјоделците во моментот се во исчекување колкав процент од оштетата ќе им биде исплатен и дали со парите што ќе ги добијат од државата ќе можат да ги покријат трошоците за евентуална нова пролетна сеидба. Со поголем број содржини во Кочани беше одбележан 2 април, Меѓународниот ден на литературата за деца. Носител на активностите беше библиотеката Искра во соработка со основните училишта, Центарот за култура Бели Мугри и со локалната самоуправа. Овогодишното чествување на Меѓународниот ден на литературата за деца во Кочани имаше голем број настани и учесници, со што достојно е одбележан датумот што се слави во целиот свет. Во библиотеката Искра, ученици од основното училиште Свети Кирил и Методи имаа литературна средба со авторот Васил Мукаетов, добитник на наградата Ванчо Николески за 2017 година. Исто така се одржа и креативна работилница на илустраторот Ивица Спасовски со ученици од училиштето за цртање и сликање при Центарот за култура Бели Мугри од Кочани. Учениците од основните училишта во Кочани се запознаи со творештвото на писателите за деца Ели Маказлиева, Александра Велинова, Јасмина Кантарџиева Димков, како и роднокрајните автори Љубинка Донева и Марина Гоцевска. Во просториите на библиотеката Искра во Кочани беше отворен и продажен штанд со богата литература за деца на издавачката куќа Едукамак. Во мултикултурниот центар пак се одржа фестивал на децата, книгите и музиката, на кој низ литературни, музички и драмски активности беше пренесена меѓународната порака на Светскиот ден на литература за деца. Присутните ги поздрави и градоначалникот Николчо Илиев. Програмата за Светскиот ден на литературата за деца, проширена оваа година, ја поддржува општина Кочани и со тоа можам да го изразам моето огромно задоволство што институциите на локално ниво ја препознаа оваа работа и даваат поддршка во развојот на литературата, односно ги поддржуваат и младите во секој поглед. Наша цел и задача е да продолжиме понатаму во секој сегмент да ги поддржуваме и вклучуваме младите преку нашите програми, содржини, се со цел да дадеме шанса да бидат дел од нашето креативно и модерно живење. Одбележувањето на 2 април, Меѓународниот ден на литературата за деца,
кој како роден ден на Ханс Кристијан Андерсен во светот се слави од 1967 година, е со цел да се поттикне љубовта кон литературата кај децата. Проектот е дел од годишната програма на Министерството за култура на Република Македонија за 2018 година, а е поддржан и со средства од буџетот на општина Кочани. Во присуство на голем број љубители на хуморот и сатирата во Центарот за култура Бели Мугри се одржа традиционалната 6-та поред годишна манифестација Вечер на македонскиот афоризам во организација на афористичката репрезентација на Македонија. Во Центарот за култура Бели Мугри се одржа традиционалната манифестација Вечер на македонскиот афоризам, што се организира по 6-ти пат. На конкурсот за најдобар афоризам, што го распиша Сдруженијето Афористичка репрезентација на Македонија на тема Војна и мир, првата награда му ја доделија на Ристо Филчевски од Струмица, втората награда му припадна на Миле Ѓоргиевски од Делчево и третата на Маријан Ангеловски, млад надежен афористичар од Скопје. Златна плакета, специјална награда за истакнати личности кои придонеле за развој и промовирање на македонскиот хумор и сатира, годинава посхумно му беше доделена на врвниот мајстор на хуморот и сатирата Иван Карадак, а ја прими неговата ќерка Марта Марковска. Содржината на манифестацијата е во 3 дела. Едниот е настап на афористичари колеги мои што ќе се соберат вечерва овде. Беа поканети 11 души за да бидеме репрезентација на Македонија, меѓутоа поединци откажуваат, така што ќе видиме на крајот, ќе се преброиме колку ќе останеме, ќе одиграме надпреводот ќе го одиграме сепак за публиката. Тоа е првиот дел. Вториот дел имаме распишано конкурс во склоп на манифестацијата. Годинава насловот беше, темата беше на конкурсот Војна и мир. Ќе доделиме награди кои жири комисијата претходно формирана веќе ги подели наградите, ние вечера само ќе им ги дадеме на добитниците. Еве да нагласам, да кажам дека првата награда ја доби Ристо Филчевски од Струмица, втората Мили Ѓорѓиевски од Делчево и третата Маријан Ангеловски од Скопје, кој трета година поред ја добива третата награда на нашава манифестација. Тоа беше вториот дел и третиот дел е доделување на специјална награда, така наречена златна плакета за луѓе кои допринеле за развојот на хуморот и сатирата во Македонија. Годинава беше планиран лауреат да биде Иван Карадак, познатиот автор на култната емисија Хихирико, кој за жал почина веќе, па сега ќе ја доби наградата поскумно. Значи, штен од неговото семејство ќе прими наградата. Со своји нови афоризми се представија 6 афористичари од Македонија: Маријан Ангеловски, Атанас Кралевски, Ристо Филчевски, Ацо Ѓоргиев, Ружа Стојмилова и Јане Атанасов, кои што пред присутните љубители на хуморот и сатирата читаа афоризми и ја смееја публиката. Во Центарот за култура Бели Мугри одигра на представата Разговор во 4 очи во изведба на актерите од Македонскиот народен театар од Скопје. Представата е по текст на Ингмар Бергман, адаптација на Тамара Барачков, а во режија на Нина Николиќ. Разговор во 4 очи е насловот на театарската представа што за време на викендот беше одиграна во Центарот за култура Бели Мугри од страна на актерите од Македонскиот народен театар од Скопје. Представата е по текст на Ингмар Бергман, адаптација на Тамара Барачков, а во режија на Нина Николиќ. Станува збор за представа работена пред повеќе од 2 години. Правена е по романот Разговори во 4 очи или Private Confessions на Ингмар Бергман. Станува збор за едно дело кое е биографски, односно автобиографски ја опишува приказната за неговиот живот, односно за неговата мајка. Ние се обидовме тоа да го преточиме во драма и да го покажеме на сцена. Представата е одиграна веќе 35 пати. Поточно денеска ја одигравме нашата 35-та изведба. Многу ни е драго што тоа се случи во Кочани, особено што во нашиот ансамбл, во нашата подела е актерот Благој Веселинов, кој што потекнува токму од Кочани и благодарение на кој што сме ние денеска тука. Колку што сум запознаена, салонот беше речиси полн, што за мене представува големо задоволство. Станува збор за представа во која играат актери со исклучителен актерски потенцијал, оние кои што се повозрасни, за кои што веќе сите знаеме, но и млади глумци кои што во принцип се надежта на македонскиот театар.
Во представата играат актерите Амер Нисникчики Јовановска, Нина Дејан, Петре Арсовски, Благој Веселинов, Дарија Ризова, Катина Иванова и Дамјан Цветановски. Продуцент е Томи Салковски. Инаку, централниот лик на представата е Ана Бергман, која што се соочува со собствените избори и одлуки, со последиците од животот во мачниот брак исполнет со тешкотии, со насилство, со чувство на вина и патење. Така, сликата на една традиционална заедница представува и соочување со собствената историја, минатото и идентитетот. Инаку, актерите од Македонскиот народен театар досега имаат повеќе од 50 меѓународни гостувања. Викендов се одржа најавениот концерт на двете панк-рок групи од Словенија и од Финска. Организатор беше општина Кочани, а интересот за настанот беше одличен. Во неделата вечерта на терасата на Центарот за култура Бели Мугри во Кочани, панк-рок бендот од Словенија Real Life Version и финскиот панк бенд One Hidden Frame одржаа концерти. Публиката, која освен од Кочани пристигне и од други градови во државата, уживаше во несекојдневниот музички настан. Концертот за групата Real Life Version беше дел од нивната балканска турнеја, на која го промовираат и новиот албум. Нивниот мелодичен и брз настап беше проследен со многу емоции и енергија, што беше возвратена и од публиката. Ова беше една од ретките можности по 4 години групата да настапува во Македонија. Членовите на финската група One Hidden Frame пак исто така го представија својот најнов албум како дел од првата турнеја на Балканот, што ја започнаа токму со концертот во Кочани. Освен музичкото уживање, посетителите на концертот, како и фановите на двете панк-рок групи, имаа ретка можност да купат нивни плочи, CD-а и маички со мотиви од музичките состави. Следуваат информациите од спортот. Без победник, со резултатот 2:2 заврши дербито меѓу Осогово и Штипска Брегалница, што викендов се одигра на стадионот Никола Мантов. Фудбалерките на женскиот фудбалски клуб Кочани пак ги освоија бодовите на гостувањето во Дојран против Спортски центар Истатов. Во 18-тото коло од втората фудбалска лига Исток најмногу интерес привлече соседскиот дерби надпревар меѓу Осогово и Штипска Брегалница. Без разлика што според пласменот на табелата и досегашниот настап во првенството, двете екипи се во различна ситуација. Сепак, долго најавуваната средба го привлече вниманието на љубителите на фудбалот од регионот. Трибините на стадионот Никола Мантов одамна немале толку публика, а не изостана ниту поддршката од навивачката група Сејмени. И покрај крајниот резултат од 2:2 и поделбата на бодовите, уште на стартот на надпреварот се виде дека тој е од голема важност и за двата тима. Нападите кон головите се менуваа наизменично, па неизвестноста кој ќе биде победник остана до последниот свиреш на судијата Младеновски. Први во водство дојдоа гостите во 70-та минута, со голот што го постигна Илиев. Сепак, радоста на штипјани траеше само 20 на минути, со оглед што во 35-та минута жолтосините го изедначија резултатот со погодокот на Митревскиот слободен удар. Со ваков резултат се отиде на пауза, а во вториот дел продолжија обидите и на двете екипи да дојдат до предност. Тоа повторно им успеа на гостите од Штип во 57-та минута, откако домашната одбрана киксираше, а Христоф ја искористи грешката за да ја затресе мрежата на Игески. Сепак, примениот гол не ги демотивираше фудбалерите на Осогово, туку играта и понатаму не изгуби од атрактивност. Потврда за тоа е изедначувањето во 70-та минута, по една прекрасно изведена акција во која Коцевски беше проигран на десната страна и упати идеален центар шут на втората статива, па Паунов со глава биеше во мрежата на гостинскиот голман Давков. До крајот на надпреварот имаше уште неколку напади кон двата гола, но до промена на резултатот не дојде, па Осогово и Брегалница ги поделија бодовите. Нашиот тим сега има 12 бода и останува на 8-та позиција, додека Штипјани со 33 бода, 7 помалку од водечката Беласица, го подизгубија чекорот во борбата за врвот на табелата. Во следното коло, Осогово ќе гостува во Велес против третопласираниот Борец.
Во првата фудбалска лига за жени пак, женскиот фудбалски клуб Кочани направи изненадување во Дојран, совладувајќи ја домашната екипа на спортски центар Истатов со 3:1. Дека нашите фудбалерки нема лесно да се предадат, се видело уште во 7-та минута, кога дошле во водство со голот на Георгиева. Со ваков резултат се отишло на пауза, а во второто полувреме домакинките успеале да се соземат и да постигнат еден гол. Сепак, тоа се покажало како недоволно за успех. Гостинките од Кочани постигнали уште 2 гола, најпрвин во 72-та минута преку Атанасова, а на 6 минути пред крајот на средбата Георгиева уште еднаш се запишала во листата на стрелци. Со победата и освоените 3 бода, ЖФК Кочани има вкупно 13 бодови и се наоѓа на 8-та позиција. Во следното коло на домашен терен ќе ја пречека екипата на Атлетико од Битола. 7 медали освоија членовите на карате клубовите Партизани Кочани на државното изборно првенство за деца од 10 до 13 години. Со тоа тие се стекнаа со право за учество на Балканското првенство, што ќе се одржи во Србија. 300 каратисти од 39 клубови од Македонија викендов учествуваа на државното изборно првенство за деца од 10 до 13 години, што се одржа во Кавадарци. Меѓу нив беа и 11 членови на двата кочански карате клубови Партизан и Кочани. Првенството беше од голема важност, затоа што всушност го даде составот на репрезентацијата која ќе ја представува Македонија на Балканското првенство во Србија, што ќе се одржи на крајот од овој месец. Всушност, првопласираните тројца каратисти од секоја категорија обезбедија пласман на Балканијадата. Карате клубот Кочани настапи со 6 надпреварувачи, од кои 4 освоија медали и обезбедија учество на Балканското првенство. Првото место и златниот медал и припадна на Елена Стојанова во конкуренција на каратистки од 11 години во категоријата до 44 килограми. Незините клубски колеги пак Иван Арсов во конкуренција на каратисти од 11 години и категорија до 45 килограми, како и Наталија Карова за каратистки од 12 години до 40 килограми, беа второпласирани и освоија сребрни медали. Третото место и припадна на Надица Наунова, која настапи во конкуренција на каратистки од 11 години во категорија до 44 килограми. Карате клубот Партизан пак на државното изборно првенство настапи со 5 надпреварувачи, од кои тројца освоија медали. Со злато се закити Филип Стојанов, освојувајќи го првото место во борби за каратисти на 11 годишна возраст во категоријата до 40 килограми. Второто место и сребрениот медал кај каратистите на 13 годишна возраст во категоријата до 40 килограми го освои Благоја Тасески, додека Даниела Алчинова беше третопласирана и се закити со бронза кај каратистките на 13 години во категоријата над 54 килограми. Со постигнатиот успех, сите тројца обезбедија учество на Балканското првенство во Србија. И уште една информација од спортот. Кошаркарите на баскет Дино, кои се напреваруваат во третата лига, на домашен терен го победија лидерот на табелата Спорт Тим од Неготино. Со тоа ги зголемија шансите за освојување на едно од првите 3 места, што води во повисок ранг на надпреварување. Екипата на баскет Дино викендов успеа во намерата да остане во чекор со своите конкуренти за пласман во врвот на табелата. Кошаркарите на тренерот Сашо Лазаров на домашен терен имаат тежок меч со лидерот на табелата Спорт Тим од Неготино, но сепак на крајот славеа победа со 86 спрема 81. Домашните кошаркари не ја пропуштија можноста да ги освојат бодовите и покрај силниот отпор и добрата игра што ја прикажаа гостите. Баскет Дино во текот на целата средба постојано беше во водство, при што разликата варираше меѓу 6 и 8 коша. И покрај повременото попуштање на концентрацијата, што на неготинчани им овозможи во еден момент да се приближат на само еден поен, сепак на крајот со борбен напад и цврста одбрана, домашните кошаркари ја обезбедија победата. Во моментов, нашиот кошаркарски третолигаш има 27 бода и е на 5-та позиција, едно место зад Пинк Пантери поради полошата кош разлика. Сепак, бодовната разлика меѓу сите 5 екипи од врвот е само 2 бода, што воопшто не е недостижна предност за ниту еден од нив. Во следното коло, што по двонеделна пауза ќе се игра на 14 април, Баскет Дино повторно ќе игра на домашен терен, а ќе го дочека токму директниот конкурент тимот на Пинк Пантери.
Распоредот на колото им оди во прилог на нашите кошаркари, кои доколку победат и на оваа средба, ќе се најдат на првото, односно на второто место. Освен по старите, успех во ова коло има и по младите кошаркари на Баскет Дино, кои се надпреваруваат во М14 лигата. По минато неделната победа во Скопје против МЗТ, тие освоија нови бодови на домашен терен против екипата на Петровски од Битола. Битолчани немаше што да бараат на оваа средба, со оглед на одличниот напад на кошаркарите на Баскет Дино, кои на крајот славеа победа од 72-61. Почитувани, тоа беше се што ви подготвивме за ова понеделничко издание на вестите на Канал 8. Ви благодариме што бевте со нас, останете и понатаму со нашата програма. Довидување.